Денешниот настан се сопаѓа и го планиравме заеднички и со меѓународниот ден на лицата со попреченост. Денеска ќе споделиме награди, ќе им поделиме награди на учениците кои учествува на конкурсот Заедно за подобра иднина, ликовен конкурс, како дел од овој проект, и благодарам на господја Љубинка, која што ги мобилизираше училиштата и учениците и менторите на училиштата да го спроведеме овој проект и да ги опремениме овие простори, оваа просторија денеска. Таму се понатаму се на крајот се ликовните творби, не се гледаат, но меѓутоа ние ги имаме фотографирано и ќе можете да ги видите на нашата медиумска платформа. Јас тука ќе застанам и ќе дадам збор на, можам јас или вие ќе дадам збор на градоначалникот, па потоа на председателот на Цивил центар за слобода Џабир Дерала. Поверете. Само една мала поддршка од страна на општина Кочани на денешниот ден, каде ги исполнуваме хуманоста, солидарноста и уметноста. Нека биде ова повод, можност за дружба, да ги афирмираме овие наши убави вредности. Здраво на сите и од мене. Јас нема да должам, бидејќи чувствувам еден спортски набој овде. Само сакам да му се заблагодарам на господин Папазов, вашиот градоначалник, и се разбира на неговата екипа, и се разбира на сите што учествуваа и што се денеска овде да ја прослават различноста и почитта. Се разбира, ви благодарам за сите ваши ликовни творби и за вашиот труд. Останува исто така да им се заблагодариме на нашите донатори, Министерството за надворешни и европски работи, на големото војводство Луксембург. Имаме и дипломи, благодарници за секој од вас што учествувавте, и ви посакувам убав ден, со тоа што морам да ве информирам. Вашите ликовни пораки нема да бидат само во Кочани, нема да бидат само во нашата земја, туку ќе одат во целиот свет. Ви благодарам многу. Благодариме и ние.